Двегодишното сопствеништво на ЦЕРМ-ат над фудбалскиот клуб Пелистер, како и нивното барање за отуѓување на доминантниот пакет акции во клубот, предизвика бурна расправа на 52-та седница на Советот на општина Битола. Советникот Илиевски потенцираше дека во самиот договор не се дефинирани финансиските средства кои доминантниот сопственик требаше да ги инвестира, што е една од главните причини за неуспесите на фудбалскиот клуб. Висината на финансиските вложувања на купувачот на годишно ниво е до 390.000 евра во денаска противвредност. Значи тука е направено, според мене, удар врз фудбалскиот клуб со тоа што му се дало можност на инвеститорот да вложува колку што тој сака. Општината вложи максимум од дозволените финансиски средства од буџетот, а со донесувањето на одлука за пренесување на доминантниот пакет на акции на друго физичко или правно лице, се бараат начини фудбалскиот клуб да е финансиски постабилен. Општината даде средства максимално колку што можеше да даде, но тие изгледа се недоволни за да може да обстои таму каде што сака да обстои. На врвот на табелата на првата лига, првата македонска лига. Значи треба да најдеме уште средства. Тоа е едно од прашањата кои си го поставуваме. Што треба да направиме? Средства. Средства за да имаме поквалитетен клуб. Со тие средства ќе имаме поквалитетни тренери, поквалитетни играчи, поквалитетна управа и ние како совет ќе бидеме среќни и задоволни ако на крајот на краиштата се нижат и успесите. Советникот Томе Наумов истакна дека Советот на општина Битола мора да изнајде начин да се направи долгорочна стратегија преку која би се работела на развојот на спортот во општината. Наш погрешен пристап денес и во донесувањето на договорите во трансформацијата на акционерско друштво на спортските клубови е крајно погрешен, врзувајќи се само за еден спонзор или ако сакате доминантен акционер. И покрај тоа што се работи за професионален спорт, општината издвојува средства за фудбалскиот клуб Пелистер, а со промената на законите, клубот стана акционерско друштво, што беше прво такво искуство во Македонија. Ние правевме одредени модификации, се сеќавате тука. Па заинтересиран од Кипар, па 100%, па не, па некој сака, не сака, направивме нешто со надеж сите дека ќе биде добро за фудбалот. Сега пак се обидуваме да тоа го направиме најбезболно можно, бидејќи веќе на 15.6 завршува сезоната, најбрзо можно да се купат играчи и да продолжи Пелистер да биде успешен како што сите се разбира сакаме. Покрај расправата за фудбалскиот клуб, советниците дискутираа и за завршните сметки на училиштата во општината. Опозицијските советници истакнаа дека и во оваа фискална година во општината постојат 10 училишта со блокирани сметки. Пак би го поставила прашањето. Како во вакви околности всушност се функционира? Ќе ви кажам како. Со одлуки на совет на родители, каде што директно родителите финансираат, дали тоа станува за обезбедување, дали станува збор за средства кои што се наменети за хигиена и така натаму. Се функционира во училиштата со донации за одржување на хигиена. Претседателката Ангелевска посочи дека веќе се надминува ваквата состојба и блокираните сметки на училиштата. Дел од училиштата навистина скоро пресликано како минатата година се со долговите кои што ги имаат кон превозниците, кон јавните предпријатија. Меѓутоа факт е дека одредени училишта веќе ги надминуваат одредени состојби полека. Ангелевска истакна дека во моментот тоа е фактичката состојба и изрази надеж дека во наредниот период ќе се пронајде решение и другите училишта да излезат од таа ситуација.